Премиерот Никола Груевски и дел од министрите вчера одржаа трибина во преполната сала Јане Сандански во општината Аеродром. Во врска со спорот со името, Груевски истакна дека неприфатлив е предлогот на пратеникот Тито Петковски на затворена собраниска седница да се расправа за името, додавајќи дека доколку се дојде до одреден компромис, последниот збор ќе го имаат граѓаните на референдум. Денеска, не знам дали гледавте парламент, излезе пратеникот Тито Петковски и вели вака: дали премиере вие ќе се согласите да се затвориме ние тука во парламентот на затворена седница и да донесеме став и да го решиме прашањето со името. Јас немам против парламентот да заседава било кога за ова прашање. Најлогично е да се дава кога ќе има нешто конкретно на маса. Во овој момент нема, бидејќи нема со кого да разговараме. Меѓутоа, да се затвориме ние во една зграда, 120 луѓе, и да решаваме во името на 2 милиони луѓе, тој филм Тито Петковски нема да го гледа. Затоа што може да има таква седница. Меѓутоа, потоа мора да има уште една седница. А тоа е седницата на која што ќе учествуваат 2 милиони граѓани на Република Македонија. И тие на организиран референдум ќе го кажат по нешниот збор дали некое решение кое што ќе биде предложено е прифатливо или не е прифатливо. Тоа е нашата политика. Груевски истакна дека интеграцијата во НАТО и Европската Унија е приоритет на владата, но истовремено мора да се води сметка за националните интереси, а судот од Хаг потврдил дека Грција бесправно не блокира, а Македонија конструктивно се однесува во преговорите. СДСМ целиот период ни вели дека ние ги обструираме разговорите, дека си наетиме, дека не сакаме решение, дека глумиме преговори. Судот во Хаг ги разгледа сите факти, ги прегледа сите документи, ги сослуша сите кои што требаше да ги сослуша и јавно објави дека Македонија е земја која што со добра волја и добра намера цело време била во овие разговори. Се додека не се реши овој спор, посочи Груевски, континуирано ќе се спроведуваат реформите во сите сектори во државата. Што се однесува до убиството кај Смилковци, премиерот посочи дека сторителите ќе ги стигне правдата и казната, а последните акции како што се Змиско око, детонатор и калдрма и други се потврда за неселективната борба против криминалот. Во врска со економијата, Груевски посочи дека Македонија моментално е на 4-то место во ниско задолжени држави во Европа со 26% долг од БДП. Невработеноста е намалена од 39 на 32%, а владините представници континуирано ќе продолжат да привлекуваат странски инвестиции.